На 13, 14 и 15 септември во Берово по трет пат ќе се одржи меѓународниот турнир во пинг-понг Zegin Open 2024. Пинг-понг надпреварите ќе се одвиваат во спортската сала Македонски бранители. Во пресред на турнирот поразговаравме со тренерот Јован Ковачовски, кој деновиве и интензивно ги подготвува младите представници од Малешевијата кои учествуваат на турнирот, а кои се добитници на голем број награди и имаат остварено одлични услови на полето на пинг-понгот. Колку земји годинава учествуваат на третиот меѓународен надпревар во пинг-понг, кој што ќе се одржи еве следниот викенд во Берово? Добар ден, јас најпрво сакам да ве поздравам и да ви се заблагодарам на вашата телевизија Алфа, на нашиот национален медиум, што ми дававте простор да го изрекламираме турнирот и да кажеме некој збор за нашиот клуб. Оваа година по трет пат се одржува турнирот Zegin Open 2024 година и имаме 15 земји учеснички. Имаме дури од Нигерија, Белорусија, Аргентина, има околу 20 тесници, околу 35 градови во Европа и во светот. И имаме категории. Значи, турнирот ќе биде организиран по категории. Имаме категорија во 13 години, 15 години, 19, сениори и имаме оваа година и ветерански категории. Категорија од 40 до 49 години, 50, 59, 60, 69 и 70 плюс. Колку години постои пинг-понгарскиот клуб Zegin Берово, колку членови моментално брои и една ваша оцена како долгогодишен и искусен тренер и познавач на приликите во пинг-понгот за младите генерации, за потенцијалот што го поседуваат во однос на пинг-понгот? Клубот ППК Zegin Берово постои 6 години, значи формирани сме 2018 година. Најмлад клуб сме во Македонија и најбројен клуб. Моментално клубот брои 30 членови од 9 до 17 години. Клубот е во голем развој и за тоа благодариме што исто ќе бидеме испромовирани од вашиот медиум. Имаме државни прваци до 11, до 13 години, до 15 и до 21 години. Колку членови од клубот ќе земат учество на овој турнир сега? Па, бидејќи сме домакини, сите наши деца ќе учествуваат на турнирот Zegin Open 2024. Колку пинг-понгот како спорт е поддржан од општината, од државата или од индивидуални поддржувачи, спонзори и пријатели? Па, до пред неколку години не беше многу поддржан. Сега благодарност и до општината имаме некоја поддршка, а најголема поддршка имаме од компанијата Zegin, која последните неколку години ни дава несебична поддршка и која е главен спонзор и организаторот на турнирот Zegin Open 2024. Здраво, јас сум Сара Ризовска, имам 14 години и учам во основното училиште Дедојлио Малешевски во Берово. Колку време тренираш пинг-понг и што се досега имаш остварено? Јас тренирам 4 години и имам одено на многу државни, балкански, меѓународни надпревари. Имам усвојувано многу медали и пехари. Имам околу 50 медали и во нив се бронзени, златни и сребрени. Која од сите овие многубројни награди ти е најдрага? Најдрага ми е освоеното прво место во Бугарија до 15 години. Јас сум Моника Стајковска од Берово, имам 14 години, учам во основното училиште Дедојлио Малешевски и сум сега 9 одделени. Од кога се занимаваш со пинг-понгот, на кои надпревари си учествувала и кои се твоите незначајни остварувања? Со пинг-понгот се занимавам скоро 4 години. Моите незначајни остварувања се кога освоив прво место во Косово. Надпреварот се одржа неодамно и таму се вратив со 2 златни медали и сум вице шампион во U15 до 19 сениорки. Колку вкупно награди имаш до сега освоено на број? Вкупно имам 63 медали и 14 пехари. Здраво, јас сум Бојана Јовевска, имам 11 години и учам во основното училиште Ванчо Китанов Пехчево. Овој спорт го тренирам скоро 2 години и спортот е стварно преубав. Каде се имаш настапувани и кои се твоите незначајни успеси? Па јас имам настапувано во повеќе држави и секако во нашата држава и еден од најдрагите успеси што ги имам е топ 8 до 13 години, прво место.
Јас сум државен првак до 11 до 13 години, а исто така еден од најдрагите турнири ми е во Приштина во Косово, таму освои второ место до 13 години на меѓународен турнир. Здраво, јас сум Јован Промачки, имам 10 години, учам во основното училище Дедо Малеши Скиберово и сум пето одделение и тренирам пинг-понг 3 години. Кои награди ги имаш ти освоено, Јован, и каде си се надпреварува? Имам освоени 3 пехари и 12 медали. Сум се надпреварувал во Македонија, во нашата држава, во Бугарија, во Србија. По колку пати неделно тренирате? Скоро секој ден. А во рамки на активностите на турнирот, во сабота, 14 септември, ќе се одржи дефиле на земјите учеснички, а во вечерните часови на плоштадот Димитар Беровски концерт ќе одржи групата Next Time.